Почитувани граѓани, почитувани медиуми. И по 6 порази, Христијан Мицкоски никако да ја научи лекцијата. Лидерот на ВМРО ДПМН во континуитет од 2017 година губи на сите избори и упорно продолжува со деструктивните политики кои се на штета на граѓаните. Мицкоски, како носител на листата на град Скопје на локалните избори во 2017 година, беше поразен. Беше поразен и една година подоцно на референдумот во 2018 година, кога граѓаните одлучија да го поддржат договорот со Грција и кажаа да за членството во НАТО и Европската Унија. Неговата кандидатка загуби на председателските избори во 2019 година, а истата година Мицкоски беше поразен и на предвремените локални избори во Охрид и Ново село. Пред само 5 месеци Мицкоски и ВМРО ДПМН беа поразени на предвремените парламентарни избори, а пред само 2 дена поразени беа нивните блокади и обструкции и во Штип. Поразите на Мицкоски продолжија и во Собранието на Република Северна Македонија, кога се гласаа уставните измени, како и кога се гласаше законот за јавното обвинителство. Мицкоски никако да извлече поука и упорно, одново продолжува со опасните политики. Не застанува на страната на граѓаните, на страната на државата и прави се европскиот пат да не успее, и тоа само заради една единствена цел, а тоа е да ја зачува својата фотелја во Белиот дворец. Се со погубните политики на Мицкоски, тој и ВМРО ДПМН уште долго ќе останат во опозиција. Граѓаните бираат стабилна иднина, довербата им ја даваат на одговорни политичари кои носат храбри одлуки. Граѓаните јасно кажуваат не за лаги, деструкции, опасност и нестабилност. Мицкоски е сам и изолиран во сопствените лаги, во сопствените деструкции. Благодарам.